Великиот понеделник ја отсликува неплодноста на израелскиот народ, немањето вера и Господ. Секој ден во оваа страстна недела има свој посебно значење и треба да се поттикне да се радуваме на она што следува во недела, Христовото воскресение. Ова е недела на страдања и воедно последната недела од земниот живот на Исус. Почнува со свеченото влегување во Ерусалим и завршува со неговото воскресение. Секој ден од оваа недела се нарекува велики. За секој ден има и посебна утрена и вечерна богослужба во сите свети храмови. Првиве 3 дена од Великиот пост, Великиот понеделник, вторник и среда, а утрените богослужби што се служа во овие 3 дена, кои според традицијата се служа од вечер, значи, се нарекува служби на женихот или служби на младоженецот, како што кажа, бидејќи Христос се доживува како црковен младоженец кој се жртвува за својата невеста црквата. И секој ден на тие утрени богослужби, служби на младоженецот се опеваат настаните за кои спомнаме дека се посветени овие денови. Во овие денови се изнесува во храмот една икона каде што Христос е со врзани раце и со трнав венец, тоа е всушност иконата на женихот, додека исто така во овие денови не се служи потполна литургија, туку велики понеделник, велики вторник и велика среда, туку литургијата на претходно осветените дарови. На велики четврток се богослужи исто така утрена богослужба која е посветена на спасителните страдања, се служат часовите и се служи Василиева литургија со вечерна богослужба. Овој ден се служи, значи, потполна литургија, заради тоа што е ден кога е воставена новена тајната вечера. И служајќи литургија, ние правиме анамнеза, сеќавање на тајната вечера. Во обичаите на домашната православна традиција, секој од деновите на Страстната седмица се одбележува на посебен начин. Првите 3 се определени за раскревање по дома. На Велики четврток се бојадисуваат првите 3 јајца пред изгрејсонце. На Велики петок, според тетовските обичаи, жените ги посетуваат 3 цркви и се поклонуваат пред плаштеницата поставена во средината на светите храмови.